Почитувани гледачи, ги гледате регионалните вести на телевизија КИС. Со евангелскиот поздрав Бог се јави, на вистина се јави. Православните верници денес го одбележуваат празникот Богојавление, кај народот познат како Водици. Во Тетово централното одбележување се одржа во соборниот храм Свети Кирил и Методи, а осветениот крст го фати 56 годишниот Миле Стојановски. Православните верници денес го чествуваат денот на крштевањето на Господ Исус Христос во водите на реката Јордан. Централното одбележување на празникот Богојавление кај народот познат како Водици во Тетово се одржа во соборниот храм Свети Кирил и Методи. Со светата архиерейска литургија чиноначалствуваше митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф во сослужение на повеќе свештенослужители од Тетовското архиерейско намесништво. Празникот Богојавление се нарекува уште и просветление, рече митрополитот пред големиот број верници од Тетово и Тетовско кои дојдоа денес да присуствуваат на одбележувањето на празникот Водици. Празникот Богојавление се нарекува уште и просветление, зашто настанот на Јордан не просветлува. Прво, бидејќи секој од крстените во водата се просветлува, бидејќи бивајќи посилове на Отецот на светлината, со заслуга на Синот, со сила на Светиот Дух. Затоа овој празник не е само церемонија на нашето празнување, не смее да се сведе само до учествување во световен настан, кој што за жал се случува и во наше време, туку да учествуваме во радоста на овој празник и да учествуваме во живата вода, да може да очисти нашето срце, мора да учествуваме во љубовта, во вистинската заедница, собрана на литургиско богослужение. И да не се оддалечуваме, да не го забораваме нашиот Бог, кој ги зеде врз себе гревовите на родот човечки и го освети овој свет, давајќи му на човекот можност вечно да живее. Сето црквено богослужение, се она што се случува во црквата, сето тоа е за нас, за човекот и за наше спасение. И оваа вода која Господ ја осветува пред свештеникот, но повторно нагласувам, не ја осветува Христос за наше осветување. Сите ние денес, кои доаѓаме пред Христа, од Него добиваме дар на жива вода, дар на нов, чист и обновен живот. Тој дар да го искористиме за конечно да се соединиме со Бога, правејќи му место во нашето срце и да се најдеме во неговата секогаш отворена преградка, во рајската населба на вечното спокојство и Царство Божјо. Благодатта на нашиот Господ Исус Христос и љубовта на Бога и Отецот и заедницата на Светиот Дух да бидат со сите вас. Амин. Бог се јави и за благодатен празник. Чествувањето на празникот Водици во Тетово продолжи во дворот на соборниот храм Свети Кирил и Методи, каде митрополитот господин Јосиф изврши голем богојавленски водосвет, пошто го спушти осветениот крст во црковниот базен. Од тројцата верници кои годинава беа пријавени, среќата да го фати крстот ја имаше 56 годишниот Миле Стојановски од Тетово. Ова ми е трети пат, четврти, скоро не знам колку е. Крстот го фатив, среќен сум све ми е мило, да има здравје, беречет и све на љубов. Ова е втор пат, мислим, од толку години. Тоа е. Богојавление или Водици е денот кога Свети Јован Крстител го крстил Исус Христос во реката Јордан. Со тоа му се дава значење на крштевањето како една од повеќето свети тајни на христијанството. Крштевањето значи и духовно раѓање, односно почеток на човековото живење во верата. Со овој празник завршуваат не само така наречените некрстени денови, туку и циклусот зимски празнувања. Денес православните верници се отпоздравуваат со евангелскиот поздрав Бог се јави, на вистина се јави. Крстот од водите на Вардар во Гостивар на прославата на Водици годинава го фати Душко Милошевски. Чествувањето на празникот беше масовно со илјадници граѓани.
Па после 15 пат ново. После 15 пат рибам и што по Скопје, што Свети Јован Бигорски рибам. Овдека четврти пат ми имам среќа да го фатам. Браво! За помош на сите. За многу години. За многу години. Господи, Твоје своја мисија, подводени е. Светиот крст на прославата на големиот христијански празник Водици во Гостивар годинава го фати 47 годишниот Душко Милошевски. Тој имаше најмногу среќа меѓу 34 пријавени кои скокаа по крстот во водите на Вардар. Честитки и желби за здравје, берекет и среќа доби од сите присутни на одбележувањето на Богојавление Водици. Организацијскиот одбор на манифестацијата пак му подари света икона. Чинот на осветување на водите и положување на светиот крст во Вардар во Гостивар го изврши митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф. Илјадници верници од сите возрасти, деца, пензионери и цели семејства и годинава ја проследија возобновената традиција на чествување на водици. За да им се дарува благодат и во Јорданово благословување преку силата дејство и слегувањето на светиот Дух, да се помолиме на Господ. Амин. Велик си ти, Господи, Амин. еден збор не е доволен стоен Твоите чудеса. Амин. Сегувањето Твојот свет дух и освети ова вода. Амин. Амин. Сега слегувањето Твојот свет дух и освети ова вода. Амин. Сега слегувањето Твојот свет дух и освети. Празничната атмосфера во Гостивар владееше уште утрово, кога по повод Водици беше ослужена света литургија во соборниот храм Пресвета Богородица на градскиот плоштад. Голем број верници се приклучија на литијата што по богослужбата тргна од црквата и преку централното градско подрачје се движеше до малиот мост на Вардар пеејќи ја во Јордање. Славењето на Водици во Гостивар продолжи со носење на крстот по куќите и со семејни слави. Богојавленски чествувања денес имаше и во населените места Челопек, Теново и во Брвеница. Голем број млади момчиња се фрлија во осветените води, но среќата да го фатат Богојавленскиот крст имаа само поединци. Со богојавленски поздрав Бог се јави, навистина се јави. Испуштање на осветениот крст во водите, празникот Водици беше одбележан во Челопек. По повод празникот Света Божествена литургија беше ослужена во црквата Света Богородица, а потоа во црквата Свети Никола беше извршен чинот на водосвет и положување на осветениот крст на отец Ненад Ѓорѓевски. По богојавленскиот крст годинава тргнаа тројца храбри момчиња. Момчето кој успеа да го фати осветениот крст од спонзорите беше даруван со телевизор. Јас сум Даниел Јовановски, по втор пат скокам по крстот, прв пат го фаќам и многу сум задоволен. Што мислиш дека ќе донесе Новата година мислам дека ќе донесе многу среќа, беречет и љубов кај сите. Со среќа нека ти е мал подарок од земјоделската задруга и Челопек.
Со спуштањето на осветениот крст во водите на реката Вардар и во Теново традиционално беше одбележан празникот посветен на крштевањето на Господ Исус Христос. Предпладнето беше отец Ивица Спасеновски. Тој изврши водосвет и одврзување на светиот крст во црквата Свети Никола. Според традицијата, богојавленските чествувања се надополни со народна веселба во црковниот двор. Инаку богојавление во Теново се празнува од памтивек, а верниците не ги заборавиле верата и обичаите, продолжувајќи ја вековната традиција. Од црквата поворкат од верници предводени од црковниот одбор, а придружувани од музика го понесе крстот до реката Вардар. Дел од обичаите е дарување на јаболка кои се собрани во текот на претходниот ден на празникот Водокрст. Осветениот крст беше положен во студените води на реката Вардар. По него тргнаа 4 верници, но честа да го фати честниот крст му припадна на еден. Здраво, јас сум Синиша Ѓорѓевски од село Теново. Повише пати сум скокал по крстот. Пак сега ми се насмевна среќата, уште еднаш го фатив крстот по 4-5 пат. Посакувам здравје, среќа, љубов за свите, така исто и за мене. Еве и жена. Све најубаво да биде. Празникот Богојавление е посебен ден и за жителите на село Брвеница. Во црковниот базен во храмот Свети Атанаси, по честниот крст се фрлија 3 момчиња, но среќата го послужи само едниот. Дете! Јас сум Петар Јанич, имам 17 години, за прв пат скокам по крстот, пред се сакам празникот да го честитам, Богојавление. Им посакувам на сите љубов, среќа, здравје и све понатаму. Еве по еден молитвеник од одборот, да се прочитате по нека молитва. За 3 момчиња следуваше подарок. За благоволие. Едно спомено. Водици денес пригодно се чествуваше во тетовските села Теарце и Ротинце. Денот на крштевањето на Господ Исус Христос во водите на реката Јордан, односно празникот Водици. Со водосвет и спуштање на крстот беше одбележан во населеното место Теарце. Голем број верници присуствуваа на светиот чин на спуштање на крстот во црковниот базен во дворот на храмот Свети Димитрија, што го изврши отец Перица Бојковски. 3 момчиња годинава скокнаа по осветениот крст. Најмногу среќа од нив имаше 23 годишниот Јован Костоски. Виде голубине, те утверждение, я Христе Боже. О Јордане крестајуќу.
втора година се фрлям по крстот, многу сум среќен што го фатив. Здравје, среќа на сите. Бог се јави. Јован Косовски. Чествувањето на празникот Богојавление во село Раутинце има долга традиција. Прославата на празникот започна од домот на годинешниот кум, а потоа верниците предводени од кумот, придружувани од музика, минаа низ селото и се собраа на мостот на реката Вардар. Богојавленскиот водосвет го изврши парохискиот свештеник Жарко Мицковски. По евангелскиот поздрав Бог се јави на вистина се јави. Во водите на Вардар беше спуштен осветениот крст. По крстот скокна 6 храбри момчиња, а меѓу нив најсреќен беше Дарко Ѓорѓески. Јави сја поклонение, родителе во глас свидетелство ваше, Тебе возлюблена Готја сина именуја, и дух во виде голубине, извествуваше слове се утверждение. Јавлеј ся, Христе Боже, и мир просвещеј, слава Тебе. Бог да ве благослови сите вас. Бог да го благослови нашето прекрасно Раутинце. Бог да благослови нашата Затворена Република Македонија. Во Јордање крещајушту сја, Тебе, Господи, Троическо е, јави сја поклонение. Родителе во глас свидетелство ваше, Тебе возлюблена Готја сина именуја, и дух во виде голубине, известуваше слове се утверждение. Дарко Ѓорѓевски, 17 години, скорам по втор пат и прв го фаќам крст. Што очекуваш? Среќа и радост, доволно. Одбележувањето на Богојавление продолжи со заедничка дружба на верниците до доцните вечерни часови. Следува прилогот за празнувањето на Богојавление во Фалише и Сарачино. Во Фалише многобројните верници присуствуваа на светиот чин на спуштање на крстот во црковниот базен во дворот на православниот храм Свети Атанасиј. Отец Љубиша Блажевски изврши мал водосвет пошто го спушти крстот во црковниот базен. Годинава меѓу тројцата млади верници, 16 годишниот Мартин Заковски беше највешт во пронаоѓањето на осветениот крст. Јас сум Мартин Заковски, по прв пат се фрлям по крстот, прво фаќање ми, имам 16 години, ова година сакам да ми донесе среќа и здравје. Во Сарачино чествувањето започна со веселба и општо народен собир во храмот Света Богородица. Поворката со верници потоа тргна кон реката Вардар, каде отец Љубиша Блажевски го фрли осветениот крст. Во водите на Вардар скокна 12 млади луѓе од Сарачино, а најсреќниот беше 28 годишниот Сашо Ристовски. Три пути се фрлям, 3 години, не сум го фатил сега сестев се фрлям пак и пробав да видим дали ќе биде среќата моја. Се фали сега, го фатив крстот. Вериче среќа на сите. И Господ здравје да ми даде на свите. Амин. Денот на крштевањето на Господ Исус Христос во водите на реката Јордан денес се одбележа во населените места Ратаe, Сиричино, Туденце и Прељубиште.
домовите, избавување за исцеление на душите и телата, за секоја полза особена на Господа се помолиме, за да биде оваа вода приводителна кон животот вечен, да се помолиме на Господа, за да се јави прогонителна за видливи и невидливи непријатели, да се помолиме на Господа. Господи, помилостите кои што црпат и примаат за осветување на домовите на Господа, се помолиме за да биде за очистување на душите и телата и за сите кои што со вера црпат, се порасуваат и пијат од неа. Отецот и Светиот Дух, сега и секогаш и во веки веков. Амин. Мир на сите нашите глави да ги приклониме пред Господа. Приклони го, Господи, увото Твој послушај ни, благослови на сите нас кои со приклонување на главите позначуваме знак на покорност и удостоен се исполниме со Твоја светување, преку пиење и порасување на оваа вода и да ни биде здрави на душите и телата, зашто си Ти наше осветување, Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Амин. Бог се јави. Навистина се јави. Бог се јави. Навистина се јави. Бог се јави. Навистина се јави. Во Јордање крештајушту сја Тебе, Господи, строическо е јавися. Baš super. Soladi. Возлюблена Господја. Сега секогаш и во вечни векови. Амин. Вели си Господ, чуди си Твоите дела и ние днес Бог ќе биде доволен за воспевање на Твоите чудеса. Вели си Господи, чуди си Твоите дела и ние днес Бог ќе биде доволен за воспевање на Твоите чудеса. Вели си Господи, чуди си Твоите дела и ние днес Бог ќе биде доволен за воспевање на Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюбив цару, дојди сега преку слегувањето на Твојот свет дух и осветија вода. Сам и сега, Владико, осветија оваа вода со Твојот свет дух, мир на сите и духови Твојему. Вашите глави приклонете ги пред Господа, наклони го Господи Твоето уво и послушање Ти кој си благоволил да се крстиш во Јордан и си ги благословил водите, благослови не сите нас, што со наведнати глави означуваме слика на покорност и удостојање преку учествувањето од оваа вода. Да се исполниме со Твоето осветување, а тоа да ни биде Господи за здрави на душата и на телото. Зашто Ти си нашето осветување и Тебе слава, благословност и поклонение Ти вознесуваме со Твојот безпочетен Отец. Бог да ве благослови сите вас. Бог да го благослови нашето убаво Сиричино. Бог да ја благослови нашата татковина Република Македонија. Сами го направи. Во Јордање крештајушту сја Тебе, Господи, троическо е јави сја поклонение. Родителе во глас, свидетелство ваше Тебе, возлюблена го Тја Сина именуја. И духовите погубите, известуваше своје се утврđenje. Јавлjaј слава Јас сум Виктор Ивановски и имам 15 години и јас сум многу среќен што оваа година се фрлам прв пат и го фаќам и на сите им посакувам здравје, среќа и љубов. Тоа.
Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюблена Готя Сина именуя, и духовидje голубине, извествоваше словесе утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвещи, и слава Тебе. Не ги знам. Ој е први од вас. Да, Јас сум Трен Младенски, 5 пат рипам, много сум среќен. Љубов, здраве, среќа, пари, мир, тоа е. Држава напред. Ова машина ти е поклон од Зимовски стојца со фамилија. Нека ти е среќно и весело и љубови ова година сложени. Да ти играмо на свадба. Во Јордане кршајушту сја Тебе, Господи, Троице своје јависја, поклонение, родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюблена Готја Сина именуја, и духовидje голубине, звездно ваше словесе утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир. Ma čekaj ti. Jesu vi koji će sobere za sve deca, vajde? Ja sam Aleksandar Đorđevski, imam 12 godini, prv put se frvam, prv put go faćam. Sreća, ljubov, zdravje za site. Даниел Дончевски од Ченто по петти пат го фати светиот крст во водите на реката Вардар, што денеска напладне од мостот Слобода кај Холидеин, го положи архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Дончевски на сите им посака среќа и бериќет. За фаќање на крстот во Скопје беа пријавени над 150 граѓани. Пред се сакам на сите мои христијани да го честитам големиот празник Богојавление Водици, да им посакам здравје, среќа, љубов и да бидеме вака сплотени секоја година во мир и секој ден да се покајуваме и да ги вака празнуваме со љубов и со вистинска вера нашите христијански празници. Иван Лотески од Охридската населба Варош беше најсреќниот меѓу неколку стотините верници кои денеска скокнаа по честниот крст, што во осветените води на Охридското езеро го положи митрополитот на Дебарско-Кичевската епархија владиката Тимотеј.
Иако времето во Охрид денеска беше сончево, требаше навистина да се биде одважен за да се влезе во студените езерски води, чија температура според утринските мерења изнесуваше 7 степени. Во рамки на верскиот дел од прославувањето на Водици, точно на Пладне на Сараиште се вршеше масовно крштевање во осветените езерски води. Чувството е прекрасно, за ова живееме преку цела година, денеска јас бев најсреќен. Продолжувам да скокам и понатака, ова ми е околу 14 пат кај што скокам по крстот, а се капам од мојата, не знам, 5-6 година, од мали нозе, за овој ден живееме, за многу години на сите. Филип, синот на Љубе Бошковски, го фати крстот за Водици во Перој, Хрватска. По крстот во Јадранското море, освен Филип, кој беше единствениот македонец, скокаа руси, срби, црногорци, хрвати и бугари. Перој во Истра е единственото православно место во Хрватска, а фрлањето крст во морето за Водици е долгогодишна традиција. Тука по крстот скокаат и жени. Во снежната бура што ги зафати Белгија, Холандија и Италија загинаа најмалку 12 лица. Снежната бура, проследена со ветрови кои наместа достигаа до брзина од 200 км на час, зафати повеќе делови на Европа. Во Германија загинаа најмалку 8 лица, меѓу кои и маж кој бил погоден при пат на дрво, тројца возачи во сообраќајна несреќа и двајца пожарникари кои загинале при службена интервенција. Во Холандија при пат на дрва предизвикан од бурата загинаа двајца мажи на 62 годишна возраст. Во Белгија загина една жена чиј автомобил бил удрен од откорнато дрво, додека во Италија загина маж кој паднал од неговиот коњ поради силниот ветер. Истакнатиот опозицијски лидер од Зимбабве, Рој Бенет, загина при пат на хеликоптер во Ново Мексико, соопшти синоќа неговата политичка партија. Во несреќата загина уште 4 лица, меѓу кои сопругата на Бенет. Едно лице преживеа при падот на хеликоптерот, соопшти полицијата во Ново Мексико. Се уште не е позната причината за несреќата. Рој беше одлучен и посветен борец за демократските промени во Зимбабве, се наведува во соопштението на опозицијското движење за демократски промени Цвингирај. Патнички автомобил покосил група луѓе на шеталиштето на познатата плажа Копакабана во Бразил, при што загина едно бебе, а 15 лица беа повредени. Според првичните информации, возачот кој е уапсен имал напад на епилепсија зад воланот, па затоа ја изгубил контролата над возилото. Сведоци изјавиле дека автомобилот преминал преку велосипедската патека на шеталиштето, а потоа влегол во градина на локалното кафуле, каде удрил во повеќе луѓе и уништил маси и столови. Полицијата потврди дека не станува збор за терористички напад и дека во возилото биле пронајдени лекови што ги користат луѓе кои страдаат од епилепсија. Две момчиња на возраст од 15 и 17 години биле понесени од брановите во близина на брегот на Ленокс Хед, Нов Јужен Велс. Откако случаен минувач видел дека тинејџерите се мачат да испливаат кон брегот, ја известил спасувачката служба, која веднаш го испратила дронот кој се уште е во фаза на тестирање. Дронот спуштил опрема за спасување до двете момчиња и тие безбедно стигнале до брегот. Од спасувачката служба нагласуваат дека ова е прв случај на спасување со помош на дрон. Двете момчиња се во добра здравствена состојба. Рускиот председател Владимир Путин, 65 годишен, нурна во студената вода на езерото Селигер, каде секоја година се прави ритуално православно пливање за крстот на Богојавление. Руската државна телевизија го прикажа Путин како влегува во ледената вода на ова езеро, кое се наоѓа на 400 километри од Москва. Температурата на воздухот била околу 6 степени под нулата. Денес имавме сончево време со умерена облачност, дуваше умерен јужен ветер. Утринската температура се движеше од -8 до -1 степен, а дневната од 1 до 7 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде променливо облачно, попладне со врнежи од дожд, а на планините снег. Утринската температура ќе се движи од -3 до 3 степени, а дневната од 4 до 10 степени.
Тоа беше се во денешното издание на регионалните вести на телевизија КИС. Пријатно!